После година и пол дена од почетокот на проектот инспекторот звони колку што сака, еве веќе сме на финалето и оваа книга треба да ја заокружи нашата година и пол работа на овој мощен тежок проект, кој ценам како најтежок досега, можеби и најдобар, кој го имаме спроведено. И издадовме таа инспекцијскиот надзор со збирка поуки и акти за деловниот сектор. Тоа едноставно не се само законски акти, какви што можеме да видиме во многу книги, туку имаме конкретни совети за стопанствениците, што да прават пред да дојде инспекцијата, што да не прават пред да дојде инспекцијата, како да се однесуваат за време на надзорот, кои работи треба да ги знаат, кои законски и подзаконски акти мораат да ги знаат ако сакаат да работат одредена работа, најмногу што се надлежности на инспекторите, колку тие можат, како можат тие да спречат инспекторите, како што би рекол некој од научниците, да глумат мали богови, што не смеат во самиот надзор направат, посебно да не се спротиставуваат, например, на инспекторите, дека се тие обврзани да ги исполнат налозите на инспекторите, но сепак подчитувајќи ги законските прописи, и дадени се многу примери во оваа книга, како е досега постапено, до какви резултати довеле одредени инспекцијски надзори. Опфатена е деловната клима, влијанието на сите овие надзори врз самата деловна клима, опфатен е начинот на носење закони, кој се инволвиран во тој процес, кој не е инволвиран, а треба да биде инволвиран во склад со владините декларации. Главно, сметаме дека ова е книга мощно поучно четиво за самието стопанство, за луѓето кои носат закони, а ги обезбедуваат овие 4 инспекторати, на што треба да обрнат внимание, затоа што знаеме дека сепак поента на сето тоа е деловните субјекти да работат, а не да бидат ликвидирани и да работниците да бидат отпуштени, фирмите да работат на црно или да не работат, луѓето да бидат терет на бирото за вработување. И од таа гледна точка, мислиме дека книгата има конкретна вредност, моментална вредност, сега, значи во оваа време, не е некоја филозофска книга, не е книга која опфаќа некои онтолошки или безвремени категории, ова е книга за ова време и за оваа ситуација во стопанството. Тука се инволвирани не само анкетите кои ги направивме, со 1700 пристапувања до стопанствениците, од кои 266 за жал само беа искористени, не може другите ни да се искористат. Опфатени се и сондажните истражувања, значи исчитавме повеќе од 60 закони и подзаконски акти, најударните, најбитните за самото стопанство. Ги скративме, ги отфрливме сите оние делови кои не се однесуваат на стопанствениците и на тој начин ги направивме читливи да бидат лесни за разбирање, и тоа можам да се пофалам едноставно дека оваа книга е лесна за читање, не е како оние збирки на закони кои ретко кој може освен адвокати или професионалци да ги чита. Понатаму тука се кажувањата на инспектори, сегашни, бивши, на поранешни функционери, на сегашни функционери, луѓе кои за жал не сакаат да бидат запишани во оваа книга, сакаат да останат анонимни од разбирливи причини, затоа што иако е малку начнат тој зид на страв, тој зид на молчење, сепак не до крај. Тој останува и понатаму како еден голем проблем во Македонија, таа автоцензура, страв да не бидат предмет на освета, било од властите, било од политичкиот живот, било од било кого, значи. Главно книгата ќе послужи за сето ова, затоа што ги содржи, значи, кажувањата на најкомпетентните, а тоа се инспекторите, пензионирани сегашни, функционерите поранешни, некои сегашни, стопанствениците, здружените асоциации на стопанственици, значи тука се коморите, стопанските комори, значи разговарано е од врвните луѓе до нивните правници, сите го кажаа своето мислење, и нормално тука се работилниците кои ги имавме, каде што експертите си го кажаа своето. Директната соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, кои најљубезно и најотворено пристапија кон овој проект и соопштија се она што е битно за стопанствениците, кај нив е многу полесно, нормално како една
млада, флуентна, брза организација која сака на теренот да си воспостави ред. И мислам дека книгата има моментална вредност заради сето ова и дека ќе најде на добар прием барем кај стопанствениците. Ако послужи за позаконско и подобро работење, тогаш полна капа.